Добре дојде за Тамара Чаусидис, лидерка на новинарскиот синдикат. Вие дадовте оставка деновиве и таа е различно протолкувана, остава простор за прашања и дилеми. Зошто да се даде оставка пред истекување на мандатот се работи за некој месец? Па не, ја мислам дека кога станува збор за мојата оставка, нема многу простор за прашување што стои за тоа, дали е некаков судир на врвот, бидејќи позицијата не е толку атрактивна. Не е платена. Не е платена, волонтерска е. И станува збор, всушност, синдикатот е формиран во ноември 2010. Јас сум од почетокот на таа позиција председател и истекуваат 8 години. Така што, и нашиот статут подразбира 8 годишен мандат на председателот без право на реизбор. Имено ние така го донесовме тој статут, за да не се случи некој доживотно да биде. И сега, јас се повлекувам, ја користам приликата да имаме средба на членовите и делегатите и на неа да се решиме и кој ќе биде во новото раководство. Мислам дека нема баш многу простор за некакви теории на завера во мојот случај. Да, добро. За вашата работа оценките беа одлични, блескави. И регионот, но и Сдруженијето на новинарите на европско ниво, на светско ниво, даваа поддршка, несомнено, но сепак сите овие години, особено во последниот период, се чувствуваше ваша разочараност околу состојбата на новинарите. Колку и да ја менувавте низ годините и се боревте и вие и луѓето кои се во синдикатот заедно со вас, сепак говорам за разочарувањето. Можно е тоа да е и последица на заморот, на трошење на човечкиот материјал. 8 години е долг период. Особено што синдикатот немаше луксус да има некаков период на адаптирање, на профункционирање. Ние се формиравме неколку дена пред упадот во телевизија А1 и бевме фрлени во оган истиот момент. Како што се учевме на трудово право, синдикални прашања, така се профилиравме и како борци за правата на новинарите, на слободата на изразување, а обрачот постојано се стеснуваше. Од една акција во друга, од една иницијатива во друга. И знаете што, логично е таков интензивен еден период да заврши со чувство на замор. Малодушност е нешто што не би сакала да го именувам, меѓутоа и оттаму една од причините што јас се повлекувам со така измешани чувства, бидејќи јас верувам во идејата и потребата од силна синдикална организација, но времињата се менуваат, некако таа драматична промена на подобро никако да дојде и мислам дека е време за нови луѓе со нов ентузијазам, со нова верба, бидејќи овие 8 години доста не потрошија. Добро, студиите и истражувањата покажуваат дека новинарите прилично молчат за своите права, за своите работнички права, но и за притисоците, за цензурата, автоцензурата, слободата на мислење, на изразување и слободата на новинарите, на медиумите. Објаснувањата се дека се плашат, се разбира. Секогаш е тоа објаснувањето, дека ќе бидат избркани од работа, дека постои некаков пакт помеѓу собствениците и главните уредници. Да. Видете, на почетокот јас со индигнација ги отфрлав тие образложенија као страф. Страф ми е, ќе загубам работа, ќе ми намалат плата, но и срам, имам деца постои срам и така кај новинарите, зашто се борат за сите останати права, но не и за собствените. Така е. Имаше периоди и активистите на синдикатот тоа го почувствува. Јас мислев, например, дека ние со нашиот пример, губење на работа, знаете, јас загубив работа,
со гласноста ќе ги поттикнеме колегите да видат дека нема небото да се урне ако се проговори така, меѓутоа не е така. За жал не е така. Образложението, имам деца и така натаму, и натаму е доминантно, економско-социјалната положба е толку кревка, што луѓето ретко говорат. Особено ретко говорат на теми на кои синдикатот работи. Знаете, вие имате новинари кои лесно ќе говорат генерално за слободата на изразување, како таква. Но кога ќе треба да проговорат за сопствената позиција, за сопствениот главен и одговорен уредник, за сопствениот собственик на медиумот, тука демократијата завршува. И тоа е она што многу ме поразува. Добро. А што е одговорот на главните уредници, на сопствениците? Го споменав тој пакт кој постојано меѓу нив трае, заради кој е гаранција всушност на бенефиции, на статус, финансиска моќ и секакво тип на моќ. Во корпоративни традиционални медиуми. Говориме за корпоративните, некои од нив. Имаат они секакви образложенија, или се подбиваат со идејата за синдикализмот, или се ја забрануваат, или се декларативно на тркалезни маси, на телевизии, нели во поддршка на колективното здружување и така натаму, но де факто најчеста придавка што некој ќе ја добие ако праша, ама чекајте, јас работам 10 сати, дај овие 2 сати слободно работно време, најчесто велат, ма што ми глумиш ти тука синдикат? Знаете, и тоа е доволна порака. Ние правевме некои истражувања на неколку пати. Мнозинството новинари велат дека да, декларативно се поддржуваат, не сме да се забрани по закон тоа, никој, мада и тоа го прават, усно, или под притисок, или ви нудат да подпишете отказ или да подпишете исписница од синдикати, тоа сме го имале, колективни излегувања од синдикат. Најчесто декларативно се за, но кога ќе ги допрете на теми пари, права, работно време и така натаму, не сакаат да зборуваат. Добро. Анонимни членови има во синдикатот. За жал, која е нивната бројка? Па едно време правевме анализа, беа 50-50. Сега не. Сега не, бидејќи и ние не го форсираме веќе тој тип на зачленување. Откривме дека е подобро целиот медиум да биде... Подобро е да имате медиум кој што ја препознава таа идеја и потреба за синдикално организирање и онда се да биде транспарентно, отколку поединечно тајно, бидејќи сме имале ситуации, например, човек да ни се жали за мобинг, а да бара анонимно да интервенирате кај собственикот. Не, тоа е невозможно. Вие не можете да го заштитите ако е он анонимен. И на тие ги охрабруваме тоа јавно да го прават, инаку нема начин да го заштитите. Да, нема судски тужби за не можете вие да тужите за анонимно, да. Да, прекршување на правата. Да. Што се однесува до онлайн медиумите и традиционалните медиуми. Има евидентна разлика. Има разлика. Потполно се менува медиумската сцена. Околу работничките права, правата на новинарите, околу притисоците, цензурата, автоцензурата. Специфична е ситуацијата со онлайн медиумите, бидејќи традиционалните медиуми се дезорганизираат, ретки се тие што обстануваат, и сега се создаваат мали островца на интернет портали, кои најчесто воопшто не функционираат на класичниот корпоративен систем. Најчесто самите новинари се работодавачи и новинари во исто време. Кај нив нема таква дихотомија како што би имала во голем корпоративен медиум, каде што имате 40, 50 или повеќе вработени и имате менаџери и така натаму кои нема поима и собственик. Најчесто транзицијски собственик. Не, сега станува збор за самите новинари кои што останувајќи без работа формираат
медиум и тука односите и тука функцијата на синдикалното здружување е сосема поинаква. Тука не се работи толку за таа дихотомија работодавач-работник, туку поддршка на самиот медиум, бидејќи само успешен медиум има добри плати и добри задоволни работници. Така што тука е нашата улога, ние се обидуваме да се прилагодиме на новото време. Но и идејата се прилагодувате на новото време, но сега е веќе ставена на маса таа нова идеја за ставање на крај на хаосот после експлозијата на онлайн медиумите, кои всушност не може да препознаете дали имаат импресум кој стои зад во сопствеништво, тоа е една од иницијативите на синдикатот. авторите на текстовите и така натаму. Да, ние ја покренавме таа иницијатива заедно со ЗНМ. Заедно со ЗНМ и Советот за етика. По некоја дефиниција Советот за етика е, нели, тоа му е во опис и попис на работите, но ние во синдикатот сметаме дека тоа не може да биде работа на една организација, дека заедно можеме повеќе да го легитимираме овој напор да се препознаат новите медиуми, дигиталните медиуми, како медиуми, за новинарите, односно луѓето вработени внатре, да бидат препознаени, бидејќи ние збориме за професија. Не може новинар да биде секој. Тоа е еден сепак затворен клуб кој што подразбира обврски, ние почитуваме етички правила, но и привилегии, пристап до центрите на МОК и така натаму. Така што ние сметаме дека нашата професија е отворена во таа смисла што дозволува и друг тип на профил да влезе, но таа си има своји правила кои мора да бидат почитувани и таа е професија која треба да биде платена и почитувана. Тука синдикатот го гледа својот интерес и стоиме зад оваа иницијатива за да им помогнеме и на авторските права, потоа многу други системски работи. Ние баравме пристап до информација од јавен карактер да се смени, во работна група сме таму да се смени рокот, партиите да бидат иматели на информација од јавен интерес за да можеме да ги проверуваме, нели, работата на партиите во високо партизирано општество, тоа е многу важно. Работиме на некои системски промени кои што од кои што самата медиумска сцена може да профитира или да профункционира подобро и на крајот на денот тоа ќе се репрекуира и на позицијата на самиот новинар на неговото работно место. Добро, Тамара. Благодарам што бевте. Ви благодарам на поканата.